моето мислење е дека нема желба да се оди напред во Европа за да се продолжи со корупцијата и ништо друго. Ама буквално ништо друго. Нема ниту една одредница идентитетска која што е загрозена со следниот чекор кој што треба да се направи. А тоа се уставните измени. Еве нека кажат како внесувањето на малцинствата во уставот го загрозува нашиот идентитет или нешто било што утре е навистина ризик. Еве владата треба да каже. Што е тоа што ние се плашиме? Јас напишав една предлог резолуција и ја пратив до сите политички партии, тоа беше лани есента, и таму пишува, предлагаме да се гласаат измените уставни до 15 декември, а при тоа сите политички партии со консензус се договараме и подпишуваме документ дека за јазикот, идентитетот, културата и така, ние не преговараме. Понуда на маса за национално обединување. Знаете колку партии одговорија на тоа писмо? Ниедна. Ниедна. Реформа на нашава држава, вистинска по сектори, прогрес, грантови, неповратни средства, нема да има ако Европа не се случи. А гледаме со какво темпо расте задолжувањето. Тоа е уште еден аспект за безбедноста и зиднината на државата. Нема да имаме кредитите од кај да ги враќаме. За 2 милиарди е зголемен долгот само за 2 години. Не се тоа капитални инвестиции, не е нешто тоа што носи раст. Нема прогрес во ниедно поле. Се влошуваат меѓуетничките односи. Албанија оди напред. Кога сме имале вакви меѓуетнички односи заострени времето на владата на СДСМ? Никогаш. Никогаш. Затоа што граѓанинот беше на прво место, не партиските интереси. Така да резимирам. Тоа е моето мислење. А како го аргументирам? Поради тоа што не кажуваат од што се плашат, од документот кој што е на маса. Кој што денес како се случи, ние утре ги отвораме преговорите. Ке има меѓувладина седница. Меѓувладина седница ке има. Продолжуваме. Може да ќе стигнеме Црна Гора во 28 свој мандат на фон дер Лајен да бидеме земја членка на Европска унија. Еве ака е. Ако 28 година, ако продолжевме по тој пат, кој што заправме 22 кога се блокираше процесот во собранието, ние сега може и за нас ке беше веќе напишен договорот за членство во ЕУ. Благодарам.